Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп веќе 4 денови дише во знакот на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Агенцијата за вработување објави 2 повика за мерките за поддршка на почнување сопствен бизнис. На патот кон манастирот Трескавец тешка сообраќајна незгода. Нови цени на горивата од полноќ. Времето денеска сончево, попладне, услови за нестабилност. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Прилеп веќе 4 денови дише во знакот на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Синоќа пред преполната сала беше изведена представата Сите прекрасни нешта во режија на Нела Витошевиќ, продукција на Народниот театар од Штип. А вечерва од 19 часот на големата сцена на Центарот за култура ќе игра ансамблот на Албанскиот театар со представата Ричард III во режија на Куштрим Бектеши. Инаку Македонскиот театарски фестивал започна громогласно пред преполната сала во Центарот за култура Марко Цепенков во петокот вечерта, кога им беа врачени наградите за животно дело на тројца доаени на Македонскиот театар: Снежана Коневска-Руси, Соња Михајлова и Гоце Тодоровски. Публиката ги дочека со стоечки аплаузи. Како дел од културниот идентитет на Македонија и од таа причина, секако дека и оваа награда за животно дело ми значи дека сум оставила некаква трага и печат врз културната театарска уметност, која е дел од културниот идентитет на Македонија. Деновиве сите ме прашуваат, но за мене секоја роља, секој лик бил предизвик од почеток, затоа што се случува во различно време, во различна состојба на актерот, на човекот актер, така да во одредени периоди сум имала еден лик кој што ми бил поблизок, друг пат сум имала друг. Ама штом штиците ги допрам, значи постојам и затоа ја добивам и наградата. И едноставно баш онака сум радосна, како да ви кажам, горда. Сите велат што совети даваш, Снешка, а јас кажувам, јас не го слушав советот ни на мојот татко, што значи секој прави она што сака. Снешка сакаше и едно, и друго, и трето, тато сакаше право, Снешка отиде криво.
на факултетот за драмски уметности, па потоа ајде пак во радио, не во радио, во театар, не во театарна академија и веројатно тоа е најмногу што сакаш да си на сцена. Аутограми, ја да по €1 да земам од аутограмите, до сега ќе направи 5 згради. Ама тоа ми е одлично, ми е драго, не ме вика никој ни по име, не ме вика никој го цели, ме вика глумец како си или легендо. И така да јас кој одам по улици на секој чекор ме застануваат луѓе, така да мене ми е драго, значи тоа е се резултат на мојата успешна работа, не. Објавен е повикот од оперативниот план за вработување за 2025 година, што се однесува на две мерки, едната за лица над 29 години, која предвидува 430.500 денари или 7.000 евра, грант за основање собствен бизнис, како и дополнителни до 250.000 денари за лица со попреченост и втората за лица до 29 години, што предвидува до 615.000 денари или 10.000 евра за почнување бизнис. На повикот може да аплицираат невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување, рурални жени, корисници на гарантирана минимална помош, лица со попреченост, жени жртви на семејно насилство, повратници од странство и граѓани кои сакаат да ја формализираат дејноста. Од повикот се исклучени дел од земјоделските активности, такси превозот, игрите на среќа, осигурувањето и посредувањето при вработување, а за лицата со попреченост и руралните жени се предвидени исклучоци согласно регулативата. Од полноќ цените на бензините остануваат непроменети, додека дизелот и нафтата за горење поскапуваат за 1 денар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Од полноќ поскапува и мазотот и тоа за 0,6 денари по килограм. Според оваа одлука на регулаторна, од полноќ цените на горивата ќе изгледаат вака: моторен бензин Евро Супер 95 74 денари за пирка 5 од литар. Моторен бензин Евро Супер 98 76 за пирка 5 денари од литар. Дизел гориво Евро Дизел 66 денари од литар. Масло за горење екстра лесно 68,5 денари за литар. Мазут 38,4 денари од килограм. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, ќедува умерен, а во северните делови засилен северен ветер, кој ќе предизвика опаѓање на дневната температура за 3 до 5 степени Целзиусови. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Минималната температура во Прилеп изнесуваше до 14, а максималната достигна до 29 степени Целзиусови. Од денеска до среда во попладневните часови ќе има развој на нестабилна облачност со локален пороен дожд и грмежи. Потоа ќе преовладува претежно стабилно време, а дневните температури ќе бидат без промени. Временска прогноза.